Минатата година, кога одлучивме со мојот сопруг сега одиме на се или ништо, купивме карти во еден правец и се вративме назад. Ова е Габриела Јаков, која заедно со својот сопруг, двајцата лекари, пред една година се вратиле од Германија во Прилеп. За децата не мислам дека Германија е здрава средина да израснат. Македонија е се уште во ова лошо време најдобрата опција за растење на семејството и на децата. Исмаил Ковач во 1979 година заминал во Швајцарија како работник, а подоцна во 2009 година се вратил во Македонија каде што отворил фабрика за ПВЦ пластик. За производство све што имамо, 90% го носимо све за Швајцарија. 10% по целу Европа. За тука наш пазар можда ни 5%. Тони се вратил од Италија во Виниц, каде што отворил фабрика за кондиторски производи со 58 вработени. Работе во Италија немаше прилика да успееме. Да може би истото да го реализираме во тие. Македонија има можности со многу помал труд за да го реализираме. Премиерот Христијан Мицкоски им посака добре дојде на иселениците кои одлучиле да се вратат во татковината, порачувајќи дека Македонија не смее да се заборави. Тој вети дека како влада ќе работат повеќе за да ги задржат граѓаните во државата. А вие сте тие примери кои што покажувате со дело дека можело да биде поинаку и дека и овде е убаво и многу поубаво од колку таму каде што сте биле. Јас уште еднаш кон моје име ви благодарам што сте и дале повторна шанса на вашата татковина Македонија, а ние како влада ќе сториме се за да ова биде и вашата последна шанса, односно да биде Македонија нашата заедничка последна шанса тука да се остариме и тука да ги поминеме оние години кои што ни преостануваат. Ова беше кажано на форумот на повратници во земјава кој се одржа во владата, каде што зборува и многу други поранешни селеници кои се вратиле во последните години и ги споделија своите успешни приказни.